Граѓанските здруженија од Струмица ќе може да вршат мониторинг како се имплементираат стратегиите и акциските планови за развој на образованието, социјалната заштита за млади и за соработка со граѓанскиот сектор. Станува збор за долгорочни планови кои општина Струмица ги донесе во соработка со Центарот на заедниците, а кои треба да се имплементираат до 2020 година. Представниците на граѓанските здруженија денеска се запознаваа со начините и алатките, како да ја следат реализацијата на плановите, но и да ги детектираат недостатоците за да се интервенира, вели Горан Сачевски од Центарот на заедницата. Па баш за тоа многу јасно дека одредени работи ќе се искристализираат како предности, нешто кое што е остварено, кое што е реализирано согласно визиите на сите 4 стратегии, а оние недостатоци кои што би се детектирале, јас мислам дека ќе постои шанса да се направат некои измени или некои дополнувања кои што ќе бидат метнати во акцискиот план, па ние да кажеме во 2017 година ќе направиме некој ревидиран акциски план во кој што ќе бидат метнати тие активности за да ги пополнат тие недостатоци. Граѓанските здруженија за мониторингот може да се надеваат и на финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество, која идниот месец ќе распише за доделување грантови од по 4000 евра. Грантовите ќе бидат наменети за зајакнување на нивните капацитети, но и нивно фокусирање на реализацијата на плановите во интерес на граѓаните. А веќе од наредниот месец, од март, Фондација Отворено општество Македонија ќе распише јавен повик за доделување на мали грантови на организации граѓански од општина Струмица, кои што ќе имаат задача да го вршат тој процес на мониторинг, односно следење на тие 4 акциски планови по локалните стратегии, и ние се надеваме дека ќе дадеме допринос на тоа стратешкото планирање во општина Струмица да има еден континуитет. Лани Советот на општина Струмица ги усвои акциските планови од 4 области. Станува збор за планови кои ги донесе Центарот на заедницата во консултација со граѓаните, кои ги детектираа проблемите, но и приоритетите кои општината треба да ги реализира во делот на социјалната заштита, образованието, младите и соработката со граѓанскиот сектор.